Кажи ми, дали некогаш поради тоа што ета нашата работа е на седење, на компјутер сме постојано, дали некогаш чувствуваш проблеми со мускулоскелетни заболувања? Па тоа во грбот веќе стандардно. Јас имам спондилоза, да ти кажам, инаку Не сакам да кажам, кога може би се прашува вака чувствувам меѓу уште луѓе, млад заради тоа. Јас исто кога прашував меѓу луѓе, па се испостави дека веќе нема кој нема во денешницава спондилоза, па токму затоа си викнавме експерти на оваа тема. Денес заедно со нас Билјана Матевска, која што е специјалист по ергономија, и Андријана Зафировска, која што е односи со јавност во Агенција за заштита при работа. И овие две девојки ќе ни кажат на кој начин ние вработените имаме некои свој права, меѓутоа и колку тие правила треба да ги усвоиме за се разбира да не чувствуваме вакви тегоби во мускулоскелетниот предел, меѓутоа од друга страна па дури и во оние пензионерски денови што се вели да можеме мирно да уживаме во нив, а не да чувствуваме болки кои што ќе бидат последица на она што сме го правеле за време на активниот престој на работа. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро ве најдовме. Да појасниме прво за сите гледачи што е всушност ергономија. Билјана, можете вие како специјалист прво да ни објасните? Може да. Ергономијата е нешто што не обкружува во секојдневното живење, така да биде поблиску и нели до гледачиве ова утро, потоа ќе објасниме како таа се имплементира во работните системи. Значи се што гледаме околу нас, се што не обкружува всушност е направено или така дизајнирано да биде прилагодено кон нашето тело и кон нашите можности и ограничувања. Токму вашите столчиња се така удобни затоа што вие поминувате долго време во нив. Меѓутоа и до вас е како го држите телото, затоа што без разлика колку и да е удобно столчето, доколку вие седите вака 8 часа во текот на денот, спондилоза е нешто нели најмалце што може да ви се случи. Значи ергономијата всушност представува наука каде што фокусот е човекот. Не само физичкиот дел од човекот, туку и когнитивниот, односно психичкиот аспект на човековото размислување. Тоа значи дека кога ќе светне црвеното светло на семафорот, ние знаеме дека треба да застанеме, а не да продолжиме. Така што тоа е една многу комплексна наука која што постојано не обкружува, меѓутоа директно не засега затоа што ние мислиме дека работите се случуваат нели затоа што така треба, а не дека некој ги истражил тие работи и ги развива понатака за само подобно живење, комфортно живење, а во работењето да се намалат ризиците кои што произлегуваат од неергономските средини и така натака. Значи, тоа би било вака воопштено. Ергономска средина за работа, значи работно уредување во кое што се е наменето за потребите на човекот кој што работи. Значи на работникот да кажеме. Да, за работникот. Конкретно на работните места, ергономијата е во насока на уредување на работната средина и организација на работните задачи кон можностите и ограничувањата на работникот, кон антропометриските мерки на работникот, затоа што сите индивидуи се различни, така јас со мојата висина не можам да извршувам иста работа што некој на пример што е висок 1,90 или 2. Меѓутоа може да имате помош да се качите на столче или некој друг вид. Така, тоа се викаат ергономски помагала кои што се користат во прилика кога не може да се направи реорганизација на работните места, или сега ќе ви кажам еден пример од секојдневие кој што се случил кај нас во една огромна фабрика каде што направиле набавка на машини од Кина, каде што луѓето во Кина знаеме дека се далеку пониски од нашата популација тука. Да, точно. Да, и машините во целата фабрика се обслужувани од работници кои што потекнуваат од ова поднебје, а се повисоки од оние од Кина. Кинезите, да. И се соочуваат со многу големи проблеми. Затоа што постојано треба работата да ја извршуваат подклекнати, наведнати, под некој притисок да кажем, прилагодат на машината. Ергономијата е токму спротивното, прилагодување на машината кон човекот. Значи, за човекот постојано да биде во една неутрална положба, да не извршува повторувачки движења, напорни движења, туку да се овозможи време за опоравок и така натака. И сега како, еве, на пример, се случува ли некој од работодавците да дојдат и да побараат совети од вас? Се случува затоа што токму наидуваат на проблеми што се боледување од страна на работниците или повреди акутни на мускулоскелетниот систем, најчесто при пренос на товар,
затоа што работниците се тие што сакаат работата да ја завршат во најбрз можен рок, меѓутоа забораваат да внимаваат на сопственото тело. Најдобар начин да се превенира е да се обучат работниците како правилно да ги извршуваат работните задачи. И тоа треба нели да се диктира одгоре од менаџментот, со тоа што менаџментот ќе биде пример како треба да се извршуваат работните задачи и да бараат на истиот начин тоа да го прават и вработените. Така што Да, извини. Би сакала само да се надоврзам дека веќе работодавачите сваќаат дека инвестирањето во безбедност и здравјето при работа воопшто не е трошак, туку е бенефит кој што се враќа долгорочно. Така што здрави работници тоа ќе донесе всушност и поголема продуктивност. Во таа насока и ние како Македонско здружение за заштита при работа веќе се обраќаат и работодавачите и во однос на оваа проблематика кога станува збор за ергономија. Веќе почнавме да правиме и анализи и истражувања во неколку компании со цел да најдеме соодветни решенија кои што ќе бидат приспособени на самите работници. Ја сакам уште нешто да прашам. Вие одржавте една ваква обука и она што ме интересира е какви се впечатоците. Како да речеме луѓето кои што дојдоа обуката, ја следеа, имаа ли некои своји сугестии, можеби вие како ги поучивте, што е она што треба да го направат на своето работно место, за да си ја прилагодат средината, за да немаат понатаму мускулно-скелетни заболувања и останати тегоби. Така, значи, за обуката може Андријана да ги каже впечатоците од присутните на обуката, меѓутоа насоките кои што беа дадени за време на обуката, прво секоја индустрија, секоја работна задача, секој работник е различен. Така не може тоа да се генерализира. Меѓутоа беа дадени одредени насоки кои што самите ќе може да се ги имплементираат во нивните работни системи во зависност нели и од дејноста која што ја извршуваат. Меѓутоа по конкретни насоки за точно специфирани работни места, тоа мора нели да се оди до лице место, да се направи анализа, да се направи истражување кој што ќе даде резултати и врз основа на тие резултати се нудат и соодветни решенија. Значи тоа се прави нели во еден поголем временски период, тоа е на една обука што трае еден ден практично и невозможно е да се пренесе. Какви беа впечатоците? Втор пат ја организираме инаку оваа обука поради покажаниот интерес, но меѓутоа и покажаната потреба да се говори за овие ергономски принципи со цел намалување на ризиците на работното место и секако до благосостојба на вработените. Драго ми е што имаше различни група на учесници, односно имавме представници од државни институции, од организации, стручни лица за безбедност при работа, приватни компании и така натаму. Извини, ќе те прекинам, кај кој има најдобри услови за работа? Дали кај административците или можеби приватните сектори? Повеќе ако говориме конкретно за извештајот за несреќи при работа кој што Македонското здружение за заштита при работа го спроведува, несреќи најмногу се случуваат или пак можеби се пријавувани од јавната администрација. И сега дали таму конкретно се случува или пак се најревносни можеби во поглед на ова прашање, но секако несреќите се случуваат се уште во земјоделството, во градежништвото, ако гледаме по дејности. Така што кога Оно што може би е најчесто што доаѓа до јавноста. Минското поле, како што го нарекуваме земјоделството. Впечатоците да се во секој случај позитивни, тука не застануваме, затоа што ова беше креиран модул, меѓутоа на основно ниво, веќе разработуваме ниво на обука на едно напредно. Како да дојдеме сега до моментот за да не се случуваат овие појави на, да кажам, заболување на мускулно-скелетните заболувања што се присутни? Така, прво да ги појасниме мускулоскелетните заболувања што впрочем и значат. Мускулоскелетни заболувања се заболувања на мускулоскелетниот систем, односно на телото, без разлика, не мора да станува збор само за вработени, туку тоа може да се случи и дома при неправилно кревање на некоја кутија, нели? Може да настане акутна повреда на дел од телото, меѓутоа може да настанат и како резултат на кумулативна травма, што значи дека после одреден временски период, на пример на оние работни места каде што имаме повторувачки движења, нели работа на лента, пакување, складирање или не знам, склопување на некој одреден производ, се постојано се оптоварува една иста мускулна група.
е при тоа, доколку не дојде до опоравок, односно време за пауза на одреден временски период, значи треба да се прават кратки паузи, тогаш неспорно дека ќе дојде до мускулоскелетно заболување токму на најоптоварените мускулни групи. Конкретно кога разговараме нели за оние компјутерски административни работни места, за тоа што и за тие нели ме прашавте, може да се каже дека маусот како алатка не е воопшто опасна, така не представува никаков ризик, многу е лесно за користење, нели мека и така натака. Меѓутоа положбата на раката додека го користиме маусот во една неправилна положба дланката, така што се доаѓа до притиснување на медиалниот нерв, тоа предизвикува појава на едно мускулоскелетно заболување кое што се вика карпал тунел синдром. Еве се ние како експерти во оваа област, иако покрај тоа што го знаеме овој податок, некогаш почувствуваме трнење на раката поради нели долго држење на маусот без да направиме никаква пауза. Така што мускулоскелетните заболувања не настануваат само на оние ризични работни места каде што имаме справување со товар или повторувачки работни задачи, статичка положба, туку се појавуваат и на да речеме неризичните работни места, тоа се административните работни места. Потоа имаме мускулоскелетни заболувања во целото торзо поради неправилно држење на телото. Често пати ние се наоѓаме самите како нели сме си подгрбавени за време на работа. Јас треба на редовни консултации да доаѓам кај вас. Добро, сега кога го споменавте маусот, јас имав проблем, значи меѓутоа не беше во раката. Јас можам да се жалиме, јас и ја немам многу време. Меѓутоа ова што го споменавте во консултација, значи по снимки со докторот ми кажа, значи проблем е големината на маусот. Значи и тоа е еден дел од работите што еве советувате, значи можеби не треба голем или помал маус, треба да се најде прилагодлива, да кажам, величина за да се избегнат сите тие работи. Имаме уште 2 минути. Кажете ми колку работодавците се заинтересирани да вложуваат за да создадат ергономска средина во местата каде што вработуваат луѓе. Како што и споменав, накратко ќе се обидам да ви дадам одговор на вашето прашање, веќе разбираат важноста зошто да се инвестира во безбедност и здраве при работа. Кога станува збор за мускулоскелетните заболувања, би сакала само да напоменам дека во Македонија немаме регистар на професионални заболувања, но не значи дека мускулоскелетни заболувања не постојат. Се трошат навистина огромни средства за лекување на овие болести. Зошто да се троши од кога ќе се случи несреќата наместо да се превенира. Токму тоа ние како здружение се обидуваме да допреме и до работодавачите, меѓутоа и до работниците да ја промениме свеста. Затоа што она превентивна култура која што постојано ние ја говориме треба да потекне од менаџментот, но до сите нивоа на организацијата. Работниците се тие што ќе треба да го кажат својот глас, да се слушне, за да ги утврдат грешките по работењето, за да се утврдат ризиците и на тој начин и тие да влијат на работодавачот. Каде може да пријават вработените? Ве споменавте во фабриката со кинески машини. Каде може да пријават вработените вакви пропусти? Може слободно да не консултираат со тоа што ние би им дале препораки не да ги сменат машините затоа што тоа е веќе инвестиција која што е направена, туку како да се прилагодат или кои работници да се сменат да бидат на конкретно тие машини кои што нели не се одветни за нивните висини. Може да се направи ротација на работни места, има алтернативи, има начини кои што можеме ние како здружение и како експерти во оваа област да ги понудиме. Се тоа зависи, повторно ќе кажам, од карактеристиките на работникот и од карактеристиките на работната задача. Ви благодариме многу за гостувањето.